Драги наши слушателки, добро дојдовте во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Нена. Во наредните половина час ќе разговараме како жени со жени за некои женски теми. Во оваа епизода една со друга ќе ги споделиме нашите радости и солзи, предизвици и успеси и најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме колку сме вредни и важни, скапоцени и сакани во Божите очи. Така е, Нена. Поздрав и од мене. Јас сум Сандра и заедно со Нена ќе бидам ваша водителка во епизодите од програмата Жени со надеж. Ќе се обидеме да размислуваме, разјасниме и заедно да дојдеме до некои важни заклучоци кога станува збор за теми што често не мачат или за кои не се чувствуваме пријатно да зборуваме отворено со кого било. Тука сме безбедни, насочени една кон друга и отворени да ги слушнеме вашите мислења, предлози и искуства. Најважно е да разбереме дека не сме сами во тоа. Не само што Бог не остава сами, туку и ние треба да бидеме тука една за друга. Да се поддржуваме и помагаме, и со тоа да ја олесниме секоја мака и проблем што ќе се појават во животот. Така е. Започнуваме со денешната тема, која е толку присутна, но не е лесно да се зборува за неа. Затоа сметавме дека е добро да ја посветиме внимание во нашата програма. Станува збор за стерилитет, односно неплодност. Нена, дали ти познаваш некој брачен пар што се соочува со овој проблем? Вака од памет можам да се сетам барем на неколку, но сигурно сум дека ги има и многу повеќе. Во право си. Вистина е дека луѓето се почесто се соочуваат со овој проблем и верувам дека не им е воопшто лесно. Секако дека не име. Некако се подразбира дека со стапување во брак сопатниците очекуваат да имаат и потомство. Па да, можеби тоа не е официјално поврзано едно со друго, но се подразбира. Знаеш, оние љубопитни погледи од роднините уште на самиот почеток од бракот и постојаните прашања има ли нешто ново, кога ќе има принова, ќе ве посетили скоро штркот и слични. Да, тоа се случува многу често. Сепак, според статистиката, младите луѓе веќе не влегуваат во брак толку млади, па никако се подразбира дека децата треба веднаш да дојдат. Од друга страна, очекувањата на брачните партнери често се поинакви. Не сакаат тоа да се случи веднаш. Туку прво сакаат подобро да се запознаат, малку да патуваат, да средат некои технички работи, работа, стан, примање и така натаму. И така, на едни им се брза, на други не баш, биолошкиот часовник отчукува, а младите речиси никогаш не се целосно подготвени да станат родители, нели? Да, родителството е непозната работа за секој од нас, се додека сами не го доживееме. Кога го родив моето прво дете, не знаев ништо за родителството, за обврските и однесувањето, што се наметнува со доаѓањето на новиот член во семејството. Но малку по малку, со помош на совети од постарите и со мојата лична интуиција, се си дојде на свое место. Со секое следно дете се одеше многу полесно. Сепак, според официјалната статистика, бројот на неплодни парови расте од година во година. Денес се смета дека во Република Македонија бројката за неплодност е поголема од 16%, односно секој шести пар се соочува со овој проблем. А кои се најчестите причини за тоа, ќе разгледаме по кратката музичка пауза со нашата гостинка, која подетално го истражила овој проблем. Уживајте и останете со нас. Со нас е нашата гостинка која е психолог. Драга Моника, добре дојде и ти благодариме што си тука денес, за да ни помогнеш да ги објасниме некои од причините за стерилитетот. Ви благодарам за поканата и драго ми е што можам некако да помогнам. Во право сте, проблемот со стерилитетот е мощно значаен и многу присутен, како на глобално, така и на локално ниво. Стерилитетот е медицинска состојба кај едниот или двата партнери, поради која парот што посакува потомство не успева природно да зачне. Стерилитетот сам по себе не го загрозува здравјето на личноста и затоа не се дефинира како болест, туку како медицинска состојба. Сепак, за голем број луѓе, фактот дека стерилитетот ги спречува да се остварат како родители има значително влијание врз нивната психичка состојба
па дури и предизвикува социјални проблеми. Стерилитетот може да биде примарен и секундарен, зависно од тоа дали претходно постоела бременност или не. Примарен стерилитет се однесува на парови кои никогаш не успеале да зачнат, додека секундарниот стерилитет се однесува на состојба каде што не е можно да се постигне нова бременност по барем една претходна. Иако кај нас поимот неплодност често се изедначува со стерилитет, всушност неплодноста се однесува на ограничен временски период, додека стерилитетот се дефинира како трајна состојба. Освен овие поими, постои изразот на малена плодност или субфертилитет, кој означува состојба кога е можно да се постигне бременност, но е потребно подолго време отколку кај пар со нормална плодност. Тука би поставила едно прашање. После колкав период треба да почне да не загрижува дали станува збор за стерилитет или не? Што кажува стручњаците? Нена, тоа е одлично прашање. Пар кој не може да зачне после една година со редовни обиди треба да започне со испитување. Но кај жени постари од 35 години или парови кај кои се познати ризик фактори, со испитувањата треба да се започне и порано, веќе по 6 месеци. Сега се поставува уште едно прашање. Имено кои се тие ризик фактори кои доведуваат или можат да доведат до стерилитет? Причините за стерилитет и ризик факторите за неговото појавување се многобројни. Од возраста, преку нарушување во менструалниот циклус и овулацијата, непроодност на јајцеводите, намалена функција на јајниците, слаба подвижност на сперматозоидите, системски болести, инфекции, повреди, но и стрес, дебелина, психолошки и ментални проблеми. Всушност, причините грубо може да се поделат на фактори кај мажи и фактори кај жени. Порано погрешно се верувало дека стерилитетот е поврзан исклучиво со жените, но денес се знае дека процентот на стерилитет кај мажите и жените е речиси ист, околу 30 до 40%. Постојат мали, незначителни разлики во кои има нешто повеќе женски фактори, но сепак е значајно тоа што жените почесто се отворени за соработка и подршка во третманот. Кога зборуваме за причините за стерилитет кај жените, една од најзначајните е возраста. Плодноста кај жените е највисока помеѓу 20-та и 30-та година од животот и тогаш изнесува околу 20 до 30%. Во денешно време во Европа, секоја пета жена првпат останува бремена дури по 3-та година. И кај нас се следи истиот тренд. Па првата бременост најчесто се случува помеѓу 30-та и 35-та година од животот. Освен возраста, други најчести причини за неплодност кај жените се нередовни циклуси, оштетени јајцеводи и ендометриоза. Не знам дали сте знаеле, но сите јајце клетки што ги има жената ги носи со себе уште од раѓање, не се создаваат нови. Женското новороденче се раѓа со околу 1 милион јајце клетки, од кои најголем дел изумираат уште пред пубертетот. Во моментот на првата менструација остануваат околу 300.000 јајце клетки и со секој менструален циклус не се троши само една, таа што овулирала, туку неповратно се губат десетици, па дури и стотици јајце клетки. Јас не го знаев овој податок. Навистина е многу важно човек добро да се информира. Ми се чини дека и како општество не сме баш отворени за разговор на вакви теми, а при тоа често имаме и предрасуди. Се согласувам. Освен што недостасуваат информации, се уште се присутни остатоци од нашите патриархални семејни вредности, каде што е најлесно да се обвини жената. Кои се факторите за стерилитет кај мажите? Кај мажите, половите клетки или сперматозоидите се создаваат во текот на целиот живот. Сепак, плодноста кај мажите исто така се намалува со годините, но не толку драстично како кај жените. Со старењето кај мажите се намалува волуменот на тестисите, почести се половите дисфункции, а сите параметри на сперматограмот се полоши. Освен старењето, на квалитетот на сперматозоидите влијаат стресот, никотинот, алкохолот, дрогата, прегревање на гениталната регија, различни ендокринолошки пореметувања и хронични болести. Овие последни фактори би можело да се сметаат за заеднички ризик фактори за двата пола,
бидејќи и жените користат никотин, алкохол, наркотични средства, може да имаат некои хронични заболувања или полово преносливи болести. Освен тоа, заеднички фактори за двата пола се и дебелината, лошите навики и слабата физичка активност. Интересно е тоа за дебелината. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе? Во пракса често се среќаваат парови кај кои резултатите се во ред, а дебелината е единствениот забележителен проблем. Освен што доведува до пореметување на метаболизмот, на хормоналните функции и оневозможува соодветна овулација, може да постојат и скриени проблеми кои исчезнуваат штом се регулира телесната тежина. Со доведување на телото во рамнотежа и нормализирање на тежината, жените често забременуваат спонтано. Каде почнува проблемот? Причината за дебелината не е секогаш само во земањето поголеми количини храна или намирници богати со калории, а раното обликување на телото и метаболизмот уште додека сме биле во утробата на мајката и раниот период од животот може да го програмираат телото така што ќе биде склоно кон дебелина. И нарушениот хормонален баланс на тироидната жлезда влијае на успорен метаболизам и појава на дебелина. Масното ткиво влијае врз метаболизмот на хормоните, па кај мажите доведува до полош квалитет на спермата или намалена подвижност на сперматозоидите, а кај дебелите жени постои зголема веројатност за појава синдром на полицистични јајници и други болести предизвикани од нередовна менструација и хормонални проблеми. Во голем број случаи кај дебели лица кои се соочуваат со стерилитет, со нормализирањето на тежината се враќа и плодноста. Мислам дека научивме доволно за стерилитетот и основните фактори, барем за денес. За психолошките и некои други аспекти ќе разговараме во следната програма, ако се согласи нашата гостинка. Денес дознавме многу нешта од нашата гостинка, но ајде сега да видиме што вели Светото писмо за стерилитетот. Дали луѓето низ библиските времења се соочувале со овој проблем и како се справувале со него? Да, навистина би било добро да видиме што пишува во Светото писмо на оваа тема. Можеш ли да се сетиш на некој брачен пар од Библијата кој се соочил со неплодност? Да, веднаш ми паѓаат на ум Аврам и Сара, но секако има и други. Точно така. Библијата е полна со приказни за неплодност. Всушност, темата е значајна зашто првата жена, Ева, била и првата мајка. Таа е мајка на Каин, Авел и Сит, како и на други синови и керки. Создавање 4, од 1 до 2, 25, 5, 4. Ева била првата жена, првата сопруга и првата мајка на светот. Името Ева доаѓа од еврејскиот збор што значи жива или живот. Се нарече Ева бидејќи стана мајка на сите живи. Создавање 3.20. Оттамо е и поврзаноста меѓу жената и дарбата за раѓање и продолжување на човештвото. Самата Ева немала проблем со неплодност. Имала тројца синови чии имиња ги знаеме, како и многу други чии имиња не се запишани. Во книгата Создавање 1.28 е запишано: и ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се, и наполнете ја земјата и господарете над неа. И овладете ги морските риби и небеските птици и сите животни што лазат по земјата. Истата или слична заповед Бог му ја даде и на Ное, после големиот потоп, кога беше уништен целиот човечки род, освен семејството на Ное. Во Создавање 9.1 пишува: тогаш Бог го благослови Ное и синовите негови и им рече: плодете се и множете се, и полнете ја земјата. Процесот на раѓање е значаен за Бог и неговиот план со човечкиот род. Затоа во писмото е нагласен процесот на раѓање при почетокот на основање на секоја човечка цивилизација. Луѓето се размножува и правејќи го тоа ја исполнуваа Божјата заповед. Но Аврам и Сара се првиот пар во Библијата за кој јасно се наведува дека се сочиле со проблем на неплодност, нели? Токму така. Во Светото писмо пишува дека Аврам и Сара биле благословени во се, но немале деца. Иако тогаш луѓето живееле по неколку стотини години, тие двајца веќе имале над 70 и не било логично да се очекува дека Сара во тие години може лесно да забремени и да роди дете. Бог првпат му го ветува потомството на Аврам, што е запишано во книгата Создавање 12.7, каде му кажува: оваа земја ќе му ја дадам на твоето потомство.
На тоа место Аврам изгради жртвеник на Господ кој му се јави. По некое време Аврам почна да изразува својата тага и разочараност што се уште нема деца. Тоа го читаме во Создавање, глава 15. А Аврам рече: Господи, зошто ми се твоите дарови кога сум без пород, а наследник во мојата куќа е Елиезер од Дамаск? И пак рече Аврам: бидејќи ти не ми даде потомство, ете затоа еден од слугите родени во куќата моја ќе биде мој наследник. Но Господ пак проговори: нема тој да ти биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе биде наследник. Па го изведе надвор и му рече: погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече: толкаво ќе биде потомството твое. И му поверува Аврам на Господ, и тоа му се засмета за праведност. И му рече: јас сум Господ, кој те изведе од Ур Халдејски, за да ти ја дадам оваа земја, да ја владееш. Колку долго траеше тоа чекање и борба на Аврам и Сара за да добијат дете? Траеше повеќе од 20 години, поточно 25 години. Замисли си да треба да чекаш 25 години за да добиеш дете, а при тоа телото старее и природно станува невозможно да се очекува дека жена која има 90 години ќе може да забремени и да роди, а незиниот маж да има 100 години. Затоа Аврам и Сара се обидоа сами да најдат начин да му помогнат на Божјото ветување и брзо да го остварат. Аврам мислеше дека нивниот верен слуга Елиезер ќе биде негов наследник, нели? Да, а Сара имаше уште порадикална идеја. Го натера својот сопруг да има дете со незината слугинка Агар, со цел така да се исполни Божјото ветување. Но тука почнаа проблемите. Слугинката се возгордеа, бидејќи таа можеше да забремени да роди, па роди син по име Исмаил и изгледаше како се да е решено. Но потоа Сара ја избрка. Точно така. Понекогаш сакаме да ја преземеме улогата на Бог и да ги решаваме работите како што ние мислиме дека треба. Тука лежи коренот на проблемот. Секогаш ќе сгрешиме на кој било начин. Бог ќе не пушти да се обидеме, но нема да не поштеди од последиците на нашите постапки. Ете, например, Исмаил, синот на Аврам, во Светото писмо пишува дека секогаш бил во непријателски односи со останатите потомци на неговиот татко и неговото семејство. Така и денес на Блискиот Исток, но ајде да не навлегуваме во геополитика, туку да се вратиме на Аврам и Сара. Така е. Бог е Бог кој ги исполнува своите ветувања. Како што вети, така и направи. И покрај тоа што биолошкиот часовник одамна отчука и за Аврам и за Сара, таа веќе немаше месечен циклус и според сите научни и разумни критериуми беше невозможно да зачне да роди дете. Но она што е невозможно за луѓето, за Бог е возможно. Ајде да прочитаме како заврши оваа приказна во Светото писмо. Во Создавање 21 од 1 до 8 е запишано: и Господ милостниво погледна на Сара како што беше рекол, и постапи Господ со Сара според зборовите своји. Сара зачна и му роди на Аврам син во староста негова, во времето што Господ му го беше објавил. И Аврам го нарече синот што му се роди, што му го роди Сара, со името Исак. И го обреза Аврам синот свој Исак во 8-миот ден, како што му беше заповедал Господ. Аврам имаше 100 години кога му се роди синот Исак. Сара пак рече: Господ, минане се смеа. Кој ќе чуе за мене ќе ми се смее. И рече: кој би рекол дека Сара на Аврам ќе му дои деца? Зошто му родив син во староста негова. Детето порасна и беше одбиено од цицање, а Аврам приреди голема гозба во оној ден кога го одбија Исак. Ми се допаѓа кога Бог ги завршува приказните на свој начин, што секогаш и најдобриот начин. Од самиот почеток им рече дека ќе имаат син, дека ќе се вика Исак и на крајот така и беше. Како што велиме кај нас, кој чека, ќе дочека. Но ова не било лесно ни тогаш ни сега. Освен ова, во Светото писмо има уште многу други приказни за неплодност. Па јас би предложила да се задржиме на оваа тема и во следните епизоди, со некои други аспекти. Се согласувам. Се надевам дека ве охрабривме, ви споделивме некои нови информации и ве заинтересиравме за следните епизоди од серијалот Жени со надеж. Затоа останете со нас и следниот пат. А до тогаш, слободно пишете ни, споделете го вашето искуство, поставете прашање или побарајте молитва. Можете тоа да го направите на нашите Инстаграм и Фейсбук страници под името Жени со надеж,
како и на zenisonades@gmail.com. Довидување и нека Бог ве благослови.